Министерството за култура подготвено ќе го пречека барањето информација од антикорупцијската комисија за трошоците на екс-министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска. Тие се веќе спакувани во извештајот на посебната работна група што ја формирал нејзиниот наследник, министерот Зоран Љутков. Тој тврди дека се откриени страшни злоупотреби на буџетски средства, но и на капитални инвестиции. Страшни работи во делот на нејзиното работење. Но работните групи полека ги испитуваат случаите и го испитуваат случајот со трошењето на службената картица. Таму има извештај што е трошено и како е трошено. Значи, ако таа ја негира работната група, тогаш, како да ви кажем, таа работела со тие луѓе. Со тие луѓе со кои што соработувала министерката, тие се подпишани на извештајот и се дел од работната група. ВМРО ДПМН трет ден докажува дека минатиот октомври во Лондон поранешната министерка потрошила повеќе од 700 фунти за приватни потреби. Тврдењето за купување куфери и играчки го подкрепуваат со извод од службената сметка на Министерството за култура. Бисера Антоанета лаже кога вели дека купувала куфери, мечиња, хулахопки и чорапи од приватна картичка. Вистината е дека Бисера Антоанета купила куфери, мечиња, хулахопки и чорапи со државни пари. Ова е месечниот извештај за Виза бизнис картичката собственост на Министерството за култура, издадена на име на Бисера Антоанета. И Бисера Костадиновска-Стојчевска објави извод, но од личната банкарска сметка. Го нарече доказ дека се работи за невистини и манипулации и дека не користела буџетски средства за купените куфери. Трошоците за лични потреби се направени од приватна сметка, а сите трошоци нужни за службеното патување се од службената картичка согласно правилниците, изјави вчера Костадиновска-Стојчевска и објасни дека некои работи биле итно неопходни поради изгубениот багаж. Подопрен глас, антикорупцијската комисија одлучи да отвори предмет. Ја бара целосната документација за ова службено патување, од која треба да утврди дали буџетски средства се користени за приватни цели и дали сите пари се вратени на сметката на Министерството.